Па, најчесто преку социјалните мрежи, морам да бидам искрена, заради тоа што добивам на дневна основа многу пораки на тема себе прифаќање. Некако се претвори во мотивацијски говорник, мислам, стварно не сум, ништо од тоа, ниту сум психолог, ниту знам како треба правилно да се постапи, само знам ништо сум поминала и како мојата психа ме донела таму кај што сум. Многу пати ми е тешко да ги читам пораките кои што ги добивам, затоа што некогаш се многу пострашни од приказната која што јас сум имала. Секоја планина своја тежина. Секој човек си има свој проблем кој што за него е најголем. Јас ниту сум поминала нешто најтешко, најстрашно, сум имала тежок почеток на мојот живот, но веројатно тоа така требало. Кај некој се случува подоцна да доживее нешто пострашно, кое што ќе го промени. На сите нешто ни се случува, кое што ќе не промени. И ќе ни се случува си додека не промени. Така. Затоа што мојата, како да кажам, замисла е дека баш треба нешто да ти се случи, сериозно, за да се промениш и да станеш подобра верзија од себе, или некој станува и полоша верзија од себе, но кога погрешно го толкува тоа и кога вели така. зошто мене ми се случувало ова, и јас сум го велела тоа, но не сум наштетила никому. Така. И ова не Можеш случајно да го кажувам, затоа што имам примери околу мене, всушност веќе немам, кои што ги отстранив од мојот живот, а и ми беа и фамилија некој од нив, кои што својата тешка животна приказна ја ставаа како оправдување за сите непријатности што им ги создаваат на другите луѓе. Дали е тоа насилство, психичко, физичко, било какво, значи ништо на овој свет не може да биде оправдување за твоето лошо однесување. Така. Посети психолог, не знам, стручна помош, разговарај со некој во кој што имаш доверба и работи на себе. Мислам, иако денес можеме малку сме презаситени од слушање работи на себе, ама многу длабоко тоа има многу убава порака и целта е да си го направиме Македонија, да направиме поубаво место за живење. Така. Да бидеме добри едни со други, да бидеме луѓе, затоа што заборавивме да сме луѓе, заборавивме да се слушаме, заборавивме да имаме разбирање за другиот и секогаш имаме оправдување за се.